Кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски планира да гради катна гаража на локацијата на стариот здравствен дом во Штип, кажа денеска на прес од ВМРО ДПМН во Штип. Со ова, како што велат, Бочварски не се грижил за граѓаните кои овде со години добивале здравствена заштита. Граѓаните да размислат дали повеќе им е потребна катна гаража или здравствена нега, порача на пресконференцијата на ВМРО во Штип. Кандидатот за градоначалник од СДС, Благој Бочварски, имал намера локацијата на стариот здравен дом да ја претвори во катна гаража. Според она што го говори и представува како своја изборна заложба, е изградбата на катна гаража на ова место. Но прашањето е дали господинот Бочварски знае дека таму постојат здравствени ординации кои вршат здравствени дејности за добробит на граѓаните. Дали со овој потек, праша од ВМРО, Бочварски ќе го врати и урбаниот хаос во градот од времето кога СДСМ била на власт. Со изградбата на катната гаража, како што потенцира, ќе се уништило зеленилото во овој дел на градот и ќе се создадел сообраќаен метеж. Она што е особено важно, а што Бочварски не го кажува, е кој ќе ја гради катната гаража и дали веќе во неговата глава постои утврден план кој ќе го врати на голема врата урбаниот хаос предизвикан токму од СДС кога беше на власт. На пресот на ВМРО со писмено соопштение реагираше СДСМ. Сите се сеќаваме како ДПМН го погази мислењето на жителите во населбата 8 ноември и го уништи еден од најубавите паркови во градот. Огромна е разликата од глувата и криминална структура на Илчо Захариев и креативните решенија на идната локална власт. За разлика од нив, ние нудиме решенија. Граѓаните не би требало да стравуваат затоа што се ќе се реши заедно со нив, без нивна дозвола нема да се гради ништо. Изминатата локална власт за 8 години не понуди решение за градскиот сообраќајен хаос. Ние нудиме решение, што не значи дека тоа е конечно решение. Граѓаните ќе го имаат последниот збор. Ова решение е клучно за подобар и побрз пристап до клиничкиот центар во Штип. Идната локална власт заедно со граѓаните ќе ги носи вистинските одлуки и вистинските решенија за нашиот народ. Стои во соопштението од СДСМ.